Почитувани, владата на Зоран Заев, која од позиција на опозиција аукциите на државни харти од вредност ги сметаше за криминал, денес го искористи истиот начин да ја задолжи државата за дополнителни 10,6 милиони евра. Ова е долг на грбот на граѓаните. Патем, нема ниту збор за што ќе се трошат овие 10,6 милиони евра, ниту за училишта, ниту за болници, ниту за други инфраструктурни проекти. Единствено што гледаме од новата влада е трошење на средства за набавка на опрема, партиски вработувања, набавки на октоподи, цвеќења и морски плодови. Патем, денешнава аукција, оваа аукција денес, покажа и недоверба на банките кон работата на владата на Заев, бидејќи побарувачката за државните харти од вредност беше помала од тоа што го планираше министерот Тевдовски. Катастрофалната економска политика на владата е очигледна и преку ребалансот на буџетот, која покажа нивната антиреформска и расипничка матрица на работа. Почитувани, ево ова деношно задолжување е дел од лицемерието на СДС. Ова е неодговорност на новата влада. СДС, која имаше полна уста за презадолженост, гледаме дека има намера уште повеќе да ја задолжува Република Македонија. Впрочем, со ребалансот на буџетот, владата на СДС планира да го зголеми задолжувањето за дополнителни 150 милиони евра до крајот на годината, од тоа што беше предвидено како претходна динамика. Апсурдот е во тоа што во ребалансот истовремено се намалуваат капиталните инвестиции, а од друга страна се планира дополнително задолжување од 150 милиони евра. Од ова произлегува дека СДС својата неспособност и неодговорност ќе ја покриваат со нови долгови за непродуктивни расходи. На граѓаните им е веќе јасно дека најголем дел од денешните 10,6 милиони евра, како и дополнителните 150 милиони ќе завршат на ставката вдомување на партиски војници, од чистачка до министар, нели како што велеа, договорни услуги за кои што не ги знаеме хонорарите, партиски хирови и луксузи. На владата, од ова што можеме да го видиме досега, на крај памет не и паѓа да реализира нови проекти, канализации, водоводи, болници, училишта и други проекти кои што се од интерес на граѓаните. Ви благодарам.